Добар ден, ученици! Добре дојдовте во училница. Јас сум наставник Павлинка Столковска во училиштето Александар Ударевски Сандево. Денеска ќе ви одржам час по македонски јазик. На овој час ќе учиме песната Есенски плодови. Што треба да научиме на овој час? На овој час треба да научиме што е стих, стихотворба, песна, да го чуваме и препознаваме стих, наслов и автор на песната, потоа да доживееме содржината на песната и да научиме да ја рецитираме. Потребни материјали за овој час. Учебникот по македонски јазик, кој што ќе требате да го отворите на страна 23, потоа вашата тетрадка за почетно пишување и вашиот училишен прибор. Кога ќе го слушнете, ученици, глас, зборот есен, значи не потсетува на жолти лисја, дожд, зимница, училиште, ветер, зрело овошје. Сега ќе ви прикажам една слика, да видиме, да ја препознаеме сликата од кое годишно време е. Оваа слика, погледнете ја внимателно. На сликата се прикажани птици кои што летаат, дрво на кој што има жолти, кафеави, листови, дожд и облачиња. На кое годишно време ве потсетува оваа слика? Да, ученици, оваа слика ве потсетува на годишното време есен. Да видиме, по што го познаваме друго годишното време есен. Во есен птиците заменуваат на југ. Почнува да дува ветер. Почесто врне дожд. Сите сме малку потопло облечени. Лисјата на дрвата почнуваат да ја менуваат бојата. Од зелени стануваат жолти, па потоа кафеави и на крајот паѓаат на земјата. Овошјето на дрвјата е веќе зрело. Тогаш вредните луѓе брзаат во полето да го соберат, затоа што нашите баби и мајки од него прават зимница, сокови, компоти, сладка. Затоа есента уште ја нарекуваме и плодна есен, затоа што таа е многу богата. Сега јас, ученици, ќе ви кажам неколку гатанки за овошјето, а вие треба да ги препознаете. Сочна, зрела, жолта, и ти заслади душа, и дрвото, и плодот се викаат. Да, ученици, тоа е круша. А сега, големи јата висат, како килибар горат, сокот од него е пријатен, сладко, миризливо, вкусно, јас сакам грозје. Ова, ученици, е грозје. По една на ден и здрав ќе бидеш како дрен. Да, ученици, тоа е јаболко. Мал шпорет со црвен јаглен. Калинка. Да, тоа е калинка. Сина туника, бела постава, во средина сладка. Да, тоа е слива. 4 сестрички, една кула носат. Да, тоа е ореви. Сега, ученици, јас ќе ви ја прочитам песната која што треба да ја учиме на овој час. Есенски плодови.
Грозје, круши, ореви. Плодородна есен на дечиња дели. Од дуњи и мушмили, калинки и сливи, натежнале гранките во родните ниви. Од есенските плодови, вкусен сок се прави за да бидат децата весели и здрави. Оваа песна, драги дечиња, есенски плодови, значи како и секоја друга песна, има наслов, потоа има автор кој што ја пишува. Секоја песна е составена од стихови и строфа. Во почетокот стои насловот, во овој случај е есенски плодови, а долу е авторот кој што е напишал песната, а во нашиот случај тоа е Ненад Џамбазов. Оваа во средината, драги ученици, се строфи, а секоја строфа е составена од стихови. Сега, ученици, оваа песна ќе учиме строфа по строфа. Јас ќе кажувам, а вие ќе повторувате. Ајде да почнеме. Грозје, круши, ореви. Грозје, круши, ореви. И јаболка зрели. И јаболка зрели. Плодородна есен на дечиња дели. На дечиња дели. Ајде сега, ученици, јас ќе ја кажам првата строфа, а вие да ја кажеме сите заедно. Грозје, круши, ореви, и јаболка зрели, плодородна есен на дечиња дели. Браво, ученици! Ајде сега втората строфа. Од дуњи и мушмоле. Од дуњи и мушмоле. Калинки и сливи. Калинки и сливи. Натежнале гранките во родните ниви. Во родните ниви. Ајде сега ќе ја кажеме втората строфа сите заедно. Од дуњи и мушмоли, калинки и сливи, натежнале гранките во родните ниви. Ајде, ученици, сега двете строфи да ги кажеме сите заедно. Грозје, круши, ореви, и јаболка зрели, плодородна есен на дечиња дели. Од дуњи и мушмоли, калинки и сливи, натежнале гранките во родните ниви. Од есенските плодови, вкусен сок се прави за да бидат децата весели и здрави. Ајде сега последната строфа. Од есенските плодови, вкусен сок се прави за да бидат децата весели и здрави. Ајде сега сите заедно. Од есенските плодови, вкусен сок се прави за да бидат децата весели и здрави. А сега, ученици, на крајот, ваша задача ќе биде да ја научите песничката напамет и во вашите тетрадки да го нацртате овошето кое што го има е спомнато во нашата песничка Есенски плодови. Ви благодарам на вниманието.